Жаре скоро еден месец работа во Еврофан Перистер. Сите сме во очекување на официјалните надпревари, во игрувањето на екипата и оваа фаза од сезоната. Твои први впечатоци по базичните подготовки во Маврово и редовните тренинг сесии тука во Битола? Искрено, задоволен сум од тоа како помина базичните припреми во Маврово. Се работеше на високо ниво, минимум 3 тренинга до 4 дневно. Потоа се вративме во Пелистер, во Битола, каде што нивото маце на тренинг се намали. Работиме повеќе на тактичко-технички оддел, каде што базичниот и трчањето се веќе зад нас. Се спремаме за 50-тиот љубилен турнир во Струга, каде што ќе има многу квалитетни екипи и идеална представа идеална шанса да се представиме во најдобро светло пред двата важни дуели. Многу ми насмета дека екипата е доста физичка и многу поинаква по карактеристики од минатата сезона. Па секако да, како што знаете, ја напуштија десетина, дојдоа 7-8 нови. Поише сме, можам да кажам, спринтерски ориентирани, каде што има многу трчање, каде што нема време за измена, но едноставно секој го дава својот максимум, па дури и ја кога играм напад се враќам во одбрана, па доколку има шанса се менјаме. Можам да кажам дека на високо ниво ќе има едно одлично темпо каде што мислам дека ќе создаваме проблеми на секој противник. Ја чувствувате ли страста на битолчани за ракомет? Сите се некако нестрпливи да дојдат официјалните надпревари во спортската сала Боро Ќурлевски. Па да, бев искрено спремен, ме подготвуваа пред да дојдам во Битола, но едноставно не можев да верувам и на гласини, и на приказни. Морав сам да дојдам да се уверам. Значи, по тоа што го видов, значи, можам да кажам дека секој граѓанин, дури што има шанса да дојде во салата и што нема шанса е спремен да не бодри и едноставно желен е да го види Пелистер во најдобро издание.